Здраво, вие слушате Радио Канал 103. Ова е третото издание на емисијата ТВ 103, која што е специализирана емисија на ова радио, во која што станува збор за анализа и препорака пред се на актуелни ТВ серии, кои што доколку сте и погледнале, ова емисија ќе ви биде како дополнително на дополнување на веќе стекнатото знаење кое што го имате од нив, а за тие кои што ги немате погледнато овие серии за кои што јас дискутирам во рамките на оваа емисија, ова ќе биде може би еден обид за разубедување тоа да го направите што е можно побрзо. Во текот на оваа емисија ќе ви говорам за еден уникатен мини серијал кој што се појави на Netflix за време на почетокот на пандемијата, кој ни представи два спротивставени светови, едниот на фундаменталните традиционалисти од комуната Сатмар, наспроти останатиот дел на светот кој што живее во 21 век без рестрикции, и помеѓу нив оживеа ликови кои што се борат да го најдат своето место во некој од овие два света, под постојан притисок на наметнатите убедувања и пред се реалноста која што ги обкружува сите. Така што доколку сте љубители на мелодрамата и сакате да погледнете што точно се случува зад затворените врати на ова ригорозна комуна, тогаш вие сте на вистинската фреквенција, која планира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие притаен меѓусвет, кој го содржи севкупното човечко искуство, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето со помош на своите продорни сознанија. Останете вклучени за тоа што започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103. Ова е третото издание на емисијата ТВ 103, во кое што ќе ви говорам за одличната мини ТВ серија Unorthodox. Меѓутоа, на почетокот на емисијата да напоменам дека слушнавме три композиции кои што се наоѓаат на вториот албум на одличните Alice in Chains, именуван како Dirt, односно од него ја слушнавме Wood, Damned River и Damn Bones, албум издан 1992 година за Columbia Records, составен од песни кои што биле напишани за време на турнејата на нивниот прв албум. Половината од албумот е за предавањето на зависностите, а и самиот гитарист Джери Кантрел смета дека со музиката ги чистеле нивните пороци кои што ги набивале преку ден во нивните тела. Ова е моќно ремек дело по кое до ден денес немаат снимено ништо слично со таа големина и волуменозност и тежина, а по албумот заминуваат на турнеја со Ози Осборн, на кому ќе му го украдат басистот за да стане составен дел од бендот. Лейн Стейли полоцна детерира и го означува на некаков начин и последната шајка во ковчегот на гранж звукот. Овој бенд е оформен 1987 година во Сиетл и е синоним за пред се за квалитетните гранж бендови кои што се останати од овој предел. Потоа слушнавме композицијата Bomb Track на Rage Against the Machine. Како што напоменав и претходните емисии, ќе слушаме Rage Against the Machine заради тоа што луѓето не се послушни и треба малку да обрнат внимание на тоа како се однесуваат. Меѓутоа, во текот на оваа емисија ќе ви говорам за Unorthodox, која што е германско-американска играна ТВ серија, која што беше продуцирана од страна на Netflix и објавена целосно на стриминг сервисот на 26 март. Знаете дека јас сум поборник за одржување на оваа практика на комплетно објавување на ТВ серии со тоа што му дозволува на гледачот во зависност од неговото слободно време да предодреди во кој дел на денот ќе ја гледа, со тоа што малиот број на епизоди кои што ги поседува Unorthodox, сметав дека и повеќето, како што беше случајот со мене, ја изгледаа во еден здив, заради тоа што го задржува вниманието од првата до последната епизода. Најзначајната уникатна карактеристика на серијата е тоа што во голем дел ликовите говорат на јидиш, што на моменти ќе ви наликува и ќе звучи на некако си скршен германски, помешан со еврејски, како што и самите ликови во серијата
знаат да ги повлечат паралелите помеѓу овие два јазици во дадена ситуација, во дискусија помеѓу ликови. Серијата се базира на искуствата на писателката Дебора Филдман, кои што се сосредоточени во книгата Unorthodox, The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots, издадена во 2012 година, а како што ви напомена, првата сезона на серијата се состои од 4 едночасовни епизоди, така што потребни ви се 4 часа за да ја погледнете. Креаторката на серијата е Ана Вингер, која што претходно има работено на ТВ сериите Deutschland 86 и Deutschland 83, а комплетна режисерка на серијата е Марија Шредер, која што е режисерка на Love Life и Штефан Цвиг Farewell to Europe. Серијата се базира околу ликот на Ести, глумена од одличната Шира Хас, која што е 19 годишна девојка која живее во ултрарелигиозна и ортодоксна заедница на евреи во Вилијамсбург, односно во Њујорк. Таа е несреќно заглавена во договорен брак во ова предградие, од кој што бега во Берлин во потрага по среќа, слобода и почеток на нов живот. Незината избркана мајка од комуната исто така живее во Берлин, кај што Ести се соочува со еден своевиден културолошки шок помеѓу убедувањата со кои е порасната и функционирањето на светот надвор од таа ортодоксна заедница. Незиниот сопруг, штом ќе дознае дека таа е бремена, патува заедно со неговиот подмолен братучет под наредба на рабинот да ја врати Ести назад во заедницата по дирекции Милум или Силум. Населението, кое пак што живее во населбата Вилијамсбург, потекнува од покраината Сатмар, односно станува збор за евреи кои што мигрирале од Унгарија во периодот на Втората светска војна, дел се од преживеаните евреи од Холокаустот, така што круцијално е за нив фанатичното одржување на традициите и обичаите во рамките на заедницата, но во случај некој да ги прекрши ригорозните и прецен непрагматични догми, по автоматизам заслужува една екскомуникација надвор од самата комуна. Со Ести се запознаваме во мигот кога решава да избега од заедницата и покрај незиното патување во Берлин и соочувањето со надворешниот свет, ние сме постојано изложени на флешбеците со кои се навраќаме на непогодниот предодреден живот кој престоел на Ести доколку се разбира таа останела да живее во комуната. Имено, називот комуна го употребувам често затоа што оваа групација на луѓе буквално функционира како религиозна секта која има за цел да ги контролира своите поданици со најразличните механизми кои што се дел позајмени од Талмудот, дел се спроведени на дело за подобро да се маневрира со покорното население. Крајно непогодна е позицијата на жената во оваа хегемонија, затоа што таа е сведена на функција на машина за раѓање на деца. Таа треба да го одгледува мажот, не баре крал, секогаш да му дозволува тој прв да зборува, но исто така да нема никаква едукација и способности за работење и пред се придонесување во светот, што е најсилниот принцип на манипулирање на жената за да не стекне финансиска независност, за да биде осакатена и да не може да профункционира надвор од заедницата, што членовите тоа и го бараат, односно да биде зависна од незините узурпатори, кои ја трујат со доктрината дека незин исклучив мотив за постоење е да биде родилка. Сега, во овој ригорозен оков не се пронаѓа младата Ести, која што има пореви во поглед кон музицирањето, склоност кон свирењето и пеењето и има потрага по пред се љубов и слободна волја, кои се строго забранети во заедницата од пропишаните норми. Таа се обидува да го оствари сонот на либерализацијата на индивидуата, наместо да биде нечија робинка и поради тоа се обидува да избега од комуната и кога ќе се соочи со нејзината мајка, согледува дека рестриктивната политика на заедницата била
манипулативна во поглед на хранењето со таа своевидна извитоперена вистина, која ја толкувале членовите на заедницата како аксиома и ја наметнувале на сите. Серијата прикажува два контрадикторни светови. Едниот е тој на еврејската заедница, која си има своји традиции на славење на сабат, свадбени церемонијали и вешто резигнирана комуникација, која се однесува исклучиво на членови на заедницата, па затоа чести коментари на кои што налетував е дека овие припадници во округот Вилијамсбург на улица не ни викаат добар ден на припадници на други раси, на други заедници, што е крајно некултурно и затуцано од нивна страна, но тоа не е ни најмалиот проблем кој го има оваа заедница, која па очајно се обидува да следи нормативи од една мртва книга, како и да наметнува гледишта и ставови кои се базираат на сопствени лимитации и не само доверба, што се осакатуваат нивните припадници. Сега, во поглед на функционирањето на сектата, единствената разлика помеѓу нив и тоа што Чарлс Менсон и Джим Джонс го правеле, е тоа што не се присилени членовите да убиваат или да се самоубиваат, меѓутоа механизмите за контролирање на припадниците на сличното убедување се многу блиски и многу сродни. Останува механиката, останатата механика на манипулација е дефинитивно слична со тоа што не само овие два култа кои што ги напоменав, туку и другите култови кои што имаат своја групација на лидери или некаков си истакнат лидер, ги користат овие механизми за манипулација на нивните членови за да останат составен дел од заедницата. Меѓутоа, наспроти нив, го имаме светот во Берлин, со кој се соочува Ести, која најпрво мора да се приспособи на начинот на облекување и говорење, а потоа да согледа како најразлични раси соработуваат едни со други во музичкиот конзерваториум, кај што само најдобрите во својата професија може да успеат, што па и не е некој концепт на кој што е запознаена Ести и незиниот пред се музички медиокритет кој што го поседува за свирење. Таа мора да се навикне на другарувањето, на пиењето кафе, па дури и на ноќниот живот и на што пред се многу поразлично од тоа што е таа навикната во комуната, а најелоквентна сцена на ослободувањето на товарот на геноцидот на евреите, со кој што таа и останатите припадници на комуната им е начнато дека мора да се носат и да живеат, го имаме во мигот кога ќе плива во езерото пред вилата во која што биле погубени. И тоа е една прекрасно снимена сцена на Заедисонце, во магичниот час на Заедисонце, кога се остварува ова оттргнување од идентитетот кој што е наметнат од страна на заедницата во потрага по сопствениот идентитет. Значи, тука имаме кршење на едната индивидуа и во потрагата за незиното ослободување. Пред се, да се живее со ваков вековен товар не само што е непродуктивно, туку е крајно бескорисно, затоа што историјата ниту се враќа, ниту пак се поправа, меѓутоа мора да се најде начин на кој ќе може да функционира една индивидуа во модерниот свет. Сега, незиниот сопруг Јанки исто така е соочен со употребата на мобилните телефони и цивилната облека во која не е баш многу навикнат да припаѓа помеѓу обичното население, за разлика од неговиот развратен братучет Мојше, кој има познавање од надворешниот свет, посебно од неговото грдо лице и од маргините на човечкото постоење. Така што има видено повеќе од колку што серијата има посочено, меѓутоа можеме да претпоставиме каде се бил и каде се ни учествувал. Меѓутоа и самата Ести има проблем со приспособувањето во контекст на самата облека, во контекст на самото однесување, на јазикот на кој што треба да го говори. Така што ова се риби фрлени буквално надвор од просторот каде што кој што е нивен хабитат, така што приспособувањето е проблематично за сите ликови, се разбира, некои од нив го прават тоа со цел да
ги вратат назад, односно ја вратат назад Ести. Меѓутоа таа па сака да пушти корења во тој нов свет за неа, кој што не смета дека е поголема закана од тоа што го наметнува и го диктира пред се животот од страна на припадниците на комуната. Серијата се има соочено со доста технички предизвици, пред се да се направи елоквентен приказ на ова затворена комуна, која што треба да потенцира како изгледа и како се однесува незините членови, што соодветствуваат па како да се припадници на друго доба, значи како да се составен дел од периодичен филм, но сепак да живеат и да делуваат во денешницата, што јас барем сметам дека одлично е постигнато со снимањето, со една прекрасна колаборација помеѓу костимографијата, од сценографијата, изборот на актери и начинот на кадрирање во интериерите, што сметам дека се најсилните аспекти кои што ги посетува оваа серија. Така што можеме тука да направиме на кратка музичка пауза во продолжение на емисијата. Ќе ги слушаме Downset. Ова е еден бенд кој што е оформен во Лос Анџелес 1986 година. Ќе слушнеме неколку композиции од Do We Speak a Dead Language, албум кој што го издаваат во 1996 година за Mercury Records, нивен втор долгосвирачки албум. Свират мешавина на хип-хоп, фанк, хардкор, панк и хеви метал, односно еден од првите кросовер рап метал бендови, со тоа што Social Justice, мислам дека им беше првото нивно име, а социјално ангажирани теми се присутни во нивниот вокабулар, пред се теми кои што се водат за криминал и насилство во нивните мала. Та што во продолжение ги слушаме Downset. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата 903, со незиното трето издание во кое што ви говорам за Unorthodox, односно станува збор за ТВ серијата која што се емитуваше на Netflix во изминатите неколку месеци и каде што до ден денес може да ја погледнете во незина целост. Во овој сегмент на емисијата ќе ви говорам за ликовите и за улогите кои што ги имаат актерките и актерите во оваа серија. Да започнеме со Шира Хас, односно хероината на серијата, која што претходно има глумено во серијата The Conductor, во серијата Харем, но јас ја знам како ќерката од прекрасниот израелски филм Фокстрот. Во серијата ја глуми Естер Шапиро, 19 годишна девојка која што бега од незината еврејска заедница од Вилијамсбург, од Њујорк, преминува во Берлин со надеж дека ќе започне нов живот без рестрикции од самата комуна. Таа се наоѓа во договорен брак со Јанки, постојано е надгледувано од неговата мајка, која што го диктира и пред се ги наметнува на незините погледи и ставови во нивниот брак, во најмала рака се меша во хармонијата која што ја немаат, а во мигот кога Ести ќе дознае дека е бремена, а незиниот сопруг во истиот миг бара развод од неа, затоа што не ги исполнува брачните должности наводно, таа ја напушта државата благодарение на државјанството кое што го искористила незината мајка, која е претходно избркана од самата заедница. Ести се соочува со културолошки шок во Берлин, со оглед на тоа што од екстремна ригидност се препушта на либералниот свет, во кој музичарите непречено ја живеат слободата која што била одземена од оваа млада девојка и таа се обидува на некој начин да се приспособи на нивниот ритм. Таа е во потрага по исполнение на низиниот идентитет, наместо покорно да ги слуша доктрините кои што и се наметнати пред се од заедницата. Ести очајно се обидува да се приспособи и во двата света, и во ригорозниот се обидува да биде послушна, но и со незината подигната веѓа, секојаш се обидува да ги восприеми новостекнатите слободи на модерното општество, со видна неудобност во двата света во кои што се наоѓа.
Секој кинематографер би сакал да направи крупен план врз лицето на Шира, затоа што девојката уме со минимални гестикулации да еманира емоционална состојба на ликот, без употреба на зборови, што е навистина редок актерски талент, без разлика на периката која што ја носи или па идентитетот во кој што се обидува да се приспособи или да го отстрани. Со самата нејзино владење на актерската вештина и гестикулациите, таа и тоа како придонесува во збоготување на нејзиниот перформанс. Ако кратењето на косата на Ести е чин на нејзино одземање на индивидуалноста, закопана под наметнатата перика за носење, тогаш ослободително е пливањето во езерото и пред се фрлањето на истата таа перика, символично се разбира, а срцепарателна е нејзината лебедова песна, која што секого ќе го расплаче, затоа што е катарзична и ја содржи наталожената болка на бегалката која што се манифестира преку нејзиниот глас и песната. Нејзината кратка коса дури е во мода во Берлин, како што самата ќе потенцира. Меѓутоа, земете предвид дека станува збор за тинејчерка, која што пред се има порив на хормони во нејзиното тело, е бунтовна и сака тоа да го реализира на што е можно поефективен начин, така што нејзината потрага по идентитет многу лесно може да се врзе во coming of age тропите на овој поджанр на филмови, кои што соодветствуваат со нивното место во рамките на серијата. Алекс Рейд, јас ја знам од одличните хорор филмови The Descent и неговото продолжение. Таа беше една од девојките кои што влегоа во пештерскиот комплекс и беа нападнати од монструмите во него. Потоа таа глумеше во The Bellwether и во I Am Soldier, во The Facility и во серијата Misfits. Во оваа серија ја глуми Леа Манделбаум Шварц, односно таа е мајката на Ести, која е екскомуницирана од заедницата и живее со нејзината девојка во Берлин. Сега се разбира дека заедницата има строги правила за тоа како треба да се однесуваат сопрузите помеѓу едниот и другиот партнер, така што геј паровите не верувам дека би имале некаква шанса да обстојат во рамките на оваа заедница, меѓутоа сосема поразличен е пристапот во кој што го добиваат во Берлин. Таа е посетена од Ести и во нејзиното доаѓање пред се гледа како нова можност да ја воспостави врската која грубо и била прекината од страна на заедницата. Таа е избркана дури од самата свадба на Ести без нејзино знаење и пред се таа напоменува дека нема потребно знаење и нема потребно изучување на стекнато школа за да може да биде функционална во денешницата и затоа работи во домот за нега на возрастните жители. Таа се поставува заштитнички кон Ести во поглед на Јанки и Мојше. Горда е на нејзиниот музички перформанс на Академијата и ќе направи се што е во нејзина сила да ја загарантира слободата која ја заслужува нејзината ќерка бегалка од оковите на комуната. Наспроти овие женски ликови, уште да ги напоменам тука дека во двете фамилии кои што стапуваат во брак имаат и мајки кои што двете се контролливи, едната се меша во бракот на младоженците, другата па го диктира сопругот кој што Ести треба да го има и како таа да биде покорна и послушна на него, така што овие ликови дури на самата свадба гледуваат што се случува без да имаат некаков си емоционален наплив заради тоа што треба да бидат повлечени и да немаат некаков си излив на емоции или да покажат какви и да се заради тоа што многу работи се срамни очигледно за жената во оваа заедница, кои што можевме да и погледнеме во оваа серија. Наспроти женските ликови, кои што откако ќе бидете отстранети очигледно или екскомуницирани или во каков и да е начин заедницата ќе одлучи лошо во поглед на самите нејзини припаднички, како што беше ситуацијата со Ести и нејзината баба, таа дури во една сцена
одби да комуницира со неа преку телефон, сметајќи дека за неа фактички комуникацијата значи дека ги третираат како да се мртви, како да не постојат овие поранешни членови на заедницата. Наспроти женските ликови го имаме Амит Рахав, кој што актер кој што има поскромна кариера од споменатите, глумејќи типизирани еврејски ликови во сериите Dick и Wild Horses. Тој го глуми Јанки Шапиро, сопругот на Ести, кој го запознаваме кога и двајцата се пресретнуваат под барање на стројниците. За него дознаваме дека се обидува да биде покорен и достоен евреин кон комуната, а всушност е недораснат мајчин син кој дозволува таа да му го диктира животот со преголеми ингеренции во него. Тој нема никаков допир со реалноста и надворешниот свет, па дури во кога и се фали на Ести дека ја шетал низ Европа, буквално ништо нема видено освен спомениците на прадедовците, што па говори за неговата изгубеност и неискористеност на светот кој што го обкружува, која на дело ќе се покаже и со самодостапнување во Берлин. Откако најпрвен ќе побара развод од Ести, воден од желбите, се разбира на неговата убедителна мајка, почнува да пее друга песна кога ќе дознае дека е бремена неговата сопруга и патува со неговиот братучет Мојше до Берлин да ја врати назад во бракот по секоја цена. Но Ести секако дека нема да се согласи да биде повторно заробеничка во овие рестриктивни кружоци, без разлика на очајните обиди на Јанки да го придобие низиното срце, кое што очигледно дека не чука повеќе за него. И само да не го заборавиме тука, господинот Джеф Вилбуш, односно станува збор за германски актер кој јас го гледав во ТВ серијата The Little Drummer Girl, а покрај оваа серија тој има глумено и во Bad Banks и во филмот Rate Your Date. Во серијата го глуми Мојше Лавкович, станува збор за братучедот на Јанки, кој патува заедно со него во Берлин со цел да ја врати Ести назад во заедницата. Тој е доста матен лик, затоа што има добри познавања од надворешниот свет за разлика од Јанки, но може би има и преголеми знаења со оглед на тоа што неговите учества во светот во обложувањето и во проституцијата создаваат одредени карактерни мани во овој лик. Тој се наоѓа на работ на толеранцијата од страна на заедницата, затоа што си пати од собствените зависности, кои што вклучуваат алкохол, коцкање, предавање на сите останати пороци на ноќниот живот, кои што ги прифаќа со ширум отворени преградки. Пред се, Мојше е типизираниот насилник, кој е вооружен и треба силум да ја приведе назад во комуната Ести. Значи, тој пред се е на граница да стане и самиот бегалец, меѓутоа има за цел да ја врати бегалката во рамките на заедницата, така што и тој се наоѓа на еден своевиден животен крстопат на кој што и самиот оди во надолна спирала кон автодеструкцијата кон која што веќе има започнато многу одамна. Така што тука може да направиме една кратка музичка пауза. Во продолжение на емисијата ќе слушнеме 4 композиции кои што се наоѓаат на албумот OK Computer на Radiohead од 1997 година, издаден за Parlophone, односно за Capitol. Тоа е нивниот трети долгосвиречки албум во кој што Том Йорк, Џони Гринвуд и останатата екипа го снимаат едно од неколкуте одлични албумски остварувања во нивната кариера. Ова е врвот на нивното музицирање на самите инструменти пред да стане доминантна електрониката во нивниот звук, а Том Йорк дури вика дека е самиот албум еден своевиден полароид на надворешниот свет, каде што буквално ги забележува го забележува глобализмот, го забележува антикапитализмот, забележува
потпаѓањето на влијанието на технологијата која што ја намалува човечноста кај самите луѓе, така што ова е еден вид на приказ на светот кој што го обкружувал барем во средината на 90-тите. Radiohead се бенд кој што ни доаѓа од Британија, оформен 1985 година, а од нивниот албум OK Computer ќе слушнеме Paranoid Android, Subterranean Homesick Alien, Karma Police и No Surprise. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103. Ова е третата епизода на емисијата TV 103, така што во рамките на оваа емисија ја анализирам серијата Unorthodox, а за самиот крај на ова моје излегување сакам да посочам внимание на неколку спецификации кои што сметам дека се клучни за детерминирање на квалитетите кои што и поседува оваа серија. Во претходните блокови ви говорев за што точно всушност станува збор, а потоа ви зборував и за самите ликови и за нивната функција во серијата. Во контекст на ова сакам да разграничиме одредени аспекти кои што ја составуваат Unorthodox. Имено најавата е составена од мапирање на блоковите во кои што се наоѓаат членовите на заедницата и воопшто не е дескриптивна за содржината на ова со помош на оваа анимација, меѓутоа само ги лоцира просторите на мапа кај што се одвива дејствијата како два далечни светови кои што се картографирани, што на некој начин ја пролонгира мистеријата која што ја содржи самата серија. Меѓутоа не е нешто вочлива визуелно и не е податлива. Во поглед на режисерките, само Марија Шрейдер работи на оваа серија, таа ги режира 4 епизоди, што е многу важно според мене за задржување на конзистентноста на серијата, имајќи сингуларна визија од почетокот до крајот на серијата, така што таа го воспоставува ритмот, таа воспоставува како ќе се кадрира и сметам дека тоа е многу добар избор заради тоа што посветено се гледа дека се работело на оваа серија и има произведено барем неколку кадри кои што ќе останат запаметени во поглед на случувањата во неа. Во поглед на музиката се базира на звуците произведени на синтесајзерот на Антонио Гамбале, кој што служи како засилување на емоциите покрај традиционалната еврејска песна која што ја забележуваме на церемонијалите кои што се одвиваат во рамките на оваа серија и на оваа заедница пред се, меѓутоа сепак неговата музика е синхрона, се развива во контекст на заекнувањето на самите емоции кои што ги поседуваат ликовите и не иде против нив. Во поглед на сценографијата, продукцијската дизајнерка Силке Фишер, која што има работено на Лоре и на Тони Ердман, ги реконструира домовите на евреите во самата заедница, а наспроти нив нуди отворени широки простори во Берлин како некаква реминесценција на 70-тите години со помош на архитектонските зданија кои се препознатливи за таа ера на културолошки предсе процуд на градот, кои па се контрадикторни на клаустрофобијата која што ја забележуваме во ентериерите кои, иако се снимани во Германија, сепак представуваат своевиден затвор во рамките на заедницата во Бруклин, односно во Њујорк. Во поглед на фотографијата и кадрирањето, тука треба капа да се симне на Волфганг Талер, кој што сите тие кои што сте запознаени со ремек делата кои што Улрих Сейдл ги има оставено зад себе, вклучувајќи и Парадис трилогијата. Не треба многу да говорам за квалификуваноста на овој кинематографер, посебно заради тоа што има и работено на доста брискантни проекти како што е Horse Glory, така што ова е врвен естет кој оперира со стедикем и продира во комуната за да ги документира нивните церемонијали на најдетален можен начин, безпрекорно кадрира со екстерното светло во ентериерите, занемарувајќи го фактот како што веќе потенцирав дека целосната серија е снимена во Германија, треба да се потенцира еден сосема поразличен свет кој што екзистира од другата страна на океанот. Така што
Волканг и тоа како има педантно изиграно и перфидно поглед на утврдувањето на фотографијата која што ќе биде запаметена од серијата. Поглед на монтажата, Ханс Јорк Вајсрих и Геса Јегер се задолжени за постојаните дигресии помеѓу Берлин и Њу Јорк во самото действие, но вешто ја балансираат тешката драма, зачинета со малку хумор, кој што се разбира од судирот на световите и потребата за авантура на Ести. При тоа не создаваат празен од во епизодите, туку секогаш даваат дополнителни детали со кои се комплетира мозаикот на овие два контрадикторни светови. Во поглед на костимографијата, тука Джастин Сеймор и нејзината екипа се имаат надминато себе си, затоа што да се облечат евреите, конкретно од машкиот дел на заедницата, со шапките со вештачко крзна, и да се биде доследен на облеката на комуната е навистина за пофалба, така што оваа екипа има завршено голема работа, без чисто удел воопшто немаше да екзистира серијата, немаше да го има тој автентичен печат кој што го создава кој што се здобива со поглед на носењето на оваа препознатлива облека за припадниците на заедницата. Во поглед на надприродните елементи, тука се неприсутни со оглед на тоа што ова е серија која што се турка доближува кон реализмот, односно натурализмот на функционирањето на оваа заедница, така што избегнати се секаков вид на фантазмагорично интерферирање во нив, дури и немаме некои си драстични, кошмарни привиденија, например. Немаме никакво навлегување во сонот кое што е длабински значајно за функционирањето на самата серија. Во поглед на ефектите, искористени се визуелни ефекти за бришење на кадрите, но нема некоја си драстична интервенција, не ни треба да има за овој калибар на серија. Во поглед на стилизираниот јазик, тука се употребува јидиш, германски и англиски, така што ова е комбинаторика за во различен округ, во различно проминенција се говори во зависност од јазикот кој што е разбирлив на околината, меѓутоа е за пофалба што е на серија на Netflix работено во Германија, доминантен јазик на кој што се говори е јидиш. Во поглед на недостатоците, иако се припишува некаква дардановска величина со оглед на тоа што разработува една комуна, разработува еден coming of age приказна, тука е многу блиска до животното дело на браќата Дарден. Меѓутоа, мене не ми пречеше аспектот што моите колеги од IndieWire напоменаа дека допира до сапуница во сегментот кога Ести патува во Германија, што па сметав дека е клучен елемент од Coming of Age премисата, така што јас не почувствував дека гледам некаква сапуница, туку дека со начинот на кој што е кадрирано повеќе беше доближена до европската авторска кинематографија, отколку што беше блиска до ТВ форматот, мислам, драстично излегува од проминенцијата на сапуниците. Меѓутоа, тоа што според мене е најлошиот аспект е тоа што е прекратка и високо го подигна стандардот, што ако некогаш евентуално во иднина би имало продолжение, секоја наредна сезона ќе биде соочена со неуспех, барем според мене. Во поглед на континуитетот на епизодите, задржана е конзистентноста и дури би одел до таму што уште не ќе потенцирам дека премал е бројот на епизодите и ова е само прво поглавје од животот на Ести, кој што заслужува барем уште толку колку што имаме погледнато до сега за неа. Во поглед на интертекстуалноста и адаптацијата, да напоменам само дека искористена е првата половина на Unorthodox, односно The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots на Дебора Фелдман за овековечување на нејзините председоживување во комуната, но во сегментот кој што е посветен од Берлин, екипата која што ја работи ТВ серијата се зема слобода
Ести да ја направи музичарка и да има сосема поразлично искуство од тоа што го имала писателката, што мене лично воопшто не ми пречи, затоа што има корен во незината љубов кон музиката, кој што е засаден уште во Њујорк, и тука само цвета и се трансформира во една сосема друга форма. Така што мислам дека е соодветно што на оваа патека се одлучиле да одат, отколку да се држат до исконски до самата книга која што има напишано Фелдман и која што е повеќе своевиден мемуар, така што во поглед на атмосферата, гледливоста и убедителноста, клаустрофобијата во првиот дел и ослободителноста на Берлин е воочлива. Во поглед на конституирањето на екстериерите и интериерите, а серијата е страшно гледлива и веродостојна и тука не може никој да ме разубеди во спротивното. Епилогот содржи отворен крај, кој што сметам дека и тоа како бара да биде разработен, е позитивен со оглед на тоа што ја гледаме агонијата на Ести во текот на целата сезона и од негативните 4 епизоди, овие 10 минути на крајот се една позитивна одскочна даска. Кулминацијата се постигнува со перформансот на Ести, кој што му претходи на епилогот и пред се одбивањето на себичната жртва на Јанки, но крајот е само еден нов почеток, што секако дека е достоен за една серија од ваков калибар. Поглед на евалуацијата, јас имав предвид да и дадам 8 од 10, меѓутоа со оглед на овие денови и дополнителната анализа сметам дека заслужува за целиот овој труд кој што е вложен во серијата да добие 9 од моја страна. 9 од 10 што говори за професионалната техничка обработка, соодветниот актерски перформанс и сосредоточениот тек пред се на действието во самите епизоди. Да имаше порадикален пристап, ќе беше поголема оценката и ќе внесеше на поголема автентичност, меѓутоа пред се и не постоењето на надприродните елементи си го прават своето, меѓутоа не е серија за тоа. Сепак, да имаше дополнителни рискантни или радикални аспекти, дефинитивно ќе ја добиеше десетката, меѓутоа ова остава простор за евентуално продолжение, со оглед на тоа што Фелдман има уште една нејзина книга на мемуари, покрај таа што е адаптирана во серијата, и на Ести престои живот во Берлин како потенцијална музичарка. Останува на екипата на серијата да работат на нови згоди и незгоди во новооткриениот свет за неа, така што доколку Netflix се желни и волни да инвестираат во оваа серија и екипата повторно се состане и го продолжи ова животно патешествие на Ести, ќе се надам дека ќе гледаме уште повеќе авантури од нејзина страна. Тука ќе го завршам третото издание на ТВ 103 со 4 композиции кои што се наоѓаат на албумот Сувлаки од 1993 година на Slowdive, издаден за Creation Records. Станува збор за бенд кој што се декларира како една споевидна комбинаторика на Dream Pop, shoegazing, indie rock и амбиентална музика. Ова е нивниот втор долгосвиречки албум, многу пати преснимуван, со оглед на тоа што екипата била несигурна во себе, така што Рейчел Госпел и Нил Халстед и нивната дружина со помош на Брајан Ино и останатата екипа имаат создадено едно препознатливо албумско стварување во нивната кариера. Ова е бенд кој што ни доаѓа од Ренинг од Бершир од Велика Британија, а од нивниот албум Сувлаки ќе слушнеме темите Machine Gun, 40 Days, Some Velvet Morning и Dagger. Така што ова беше, вие го слушавте третото издание на емисијата ТВ 103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги анализирав погодностите и недостатоците на Unorthodox. ТВ 103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии. Чао!